Во тема на денот вечерва, како што најавив, разговарам со лидерот на движењето Знам и градоначалник на општината Куманово Максим Димитриевски. Одиме во живо во неговиот кабинет во Куманово. Господин Димитриевски, на моје инсистирање го правиме овој разговор на ваков начин. Ви благодарам што и покрај големиот број на обврски издвоивте време да одговорите на овие важни прашања за гледачите. Ќе почнам на почеток. Вчера се одржа средба, тет-а-тет средба на Филипче и Мицковски. Како вие, како лидер на Знам, гледате на оваа вчерашна среда? Најпрво добро вечер и на вас и на гледачите на телевизија Сител. И секогаш ми е чест да бидам гост и извинувам во работна атмосфера. Се уште поради обврските од овде од кабинетот. Оваа средба е на иницијатива на председателот на Социјалдемократскиот сојуз и карактеристика за истите треба да дадат самите тие кои што присуствува. Очигледно дека премиерот ја прифати. Диалогот во политиката е неопходен. Јас поздравувам сите видови на диалог во политичката комуникација, но исто така во делот на заклучоците кои што беа изнесени од страна на председателот на СДСМ, сметам дека креаторот на проблемите всушност не треба да биде составен дел и на решението на проблемите. Ние имаме нов деловник во собранието кој што остава голем простор за дискусија во рамките на една легитимна постапка при донесување на законите, каде што роковите се продолжени и сметам дека тоа треба да се сведе на пратеничките групи, а за сите идни нови решенија секогаш се добре дојдени експертски мислења, ставови во веќе предходно планирани процедури, но видите, да земам за пример најконтроверзниот закон кој што е на сила, а тоа е казнениот закон, кој што беше донесен по иницијатива токму на луѓето кои што и денеска од страна на партијата која што ја представува господинот Филипче, се представени во представничкиот, тоест во парламентот. Тоа се истите луѓе кои што го донесоа тој контроверзен закон кој што дозволи само амнестија на голем број на луѓе од претходната власт, а исто така и на добар дел на луѓето од периодот на владењето на Никола Груевски. Сега како тие ќе влезат во постапка и процедура за креирање на едно ново законско решение поврзано со измените во казнениот законник. Да, добре дојдени се сите ставови, видувања, диалогот исто така, но сметам дека не треба да се даде повторно можност креаторот на проблемите да биде и креаторот на решенијата. Многу поостри пораки од ваша страна, многу поинакви слушнавме по разговорите на Мицковски и Филипче. Мицковски вели дека е потребно единство во овој период, се со цел да се продолжи напред на патот на реформите. Вие велите дека креаторот на проблемите не може да биде дел од решението. Каде е тогаш решението? Како да се дојде до успех во целиот процес? Видете, ќе ве вратам извесен период пред неколку месеци, ако се сеќавате движење Знам за наша Македонија, при одбележување на една година од постоењето на партија, излезе со една национална платформа, која што ја понудивме на сите граѓани. И токму ова зашто денеска и премиерот зборува, мене ми е драго дека веќе стана составен дел на владината платформа на настапување, со тоа што значи дека сите тие наши иницијативи се прифаќаат, но од друга страна, веднаш по објавување на таа национална платформа, без да се размисли, беше отфрлено токму од самиот господин Филипче и репрезентите на Социјалдемократскиот сојуз, да денеска дојдат повторно на нашите ставови. Ова не е првиот случај, истото се случи и со грбот, но како и да е, нивните ставови и видувања се од моја страна почитувани секако, и јас и луѓето во Знам сме луѓе кои што активно се занимаваат со политика и работат исклучиво во функција на граѓаните на државата, и ние сме секогаш подготвени на разговор и диалог во политика, а по потреба во одредени моменти кога се работи за државни интереси, изнаоѓање компромиси и постигнување на консензус. Но пак ќе нагласам, лоша би била да се воспостави пракса каде што креатор на проблеми ќе
ќе биде составен дел на решението на тие проблеми, бидејќи имаме легитимна влада со апсолутно мнозинство во парламентот, кое што е стабилна и кое што носи одговорност да изнаоѓа решение. Во овој момент беа споменати, значи, 3 ресори, а тоа е делот на правосудството, делот на енергетиката, а дополнително и во делот на останатите области. Сметам дека ресорите со кои што во моментов менаџираат кадри од знам првенствено ја вршат во цело својата работа и Министерството за јавна и државна администрација е веќе подготвено со сите законски решенија за кои што организираше и јавна дебата, на која што ги повика сите репрезенти и на позицијата и на опозицијата, вклучувајќи ги на тие јавни дебати и поканите упатени до представниците и на локално и на централно ниво на Социјалдемократскиот сојуз, кои што за жал не се отповикаа на самите јавни дебати, и денеска гледаме едно чисто лицемерие со кое што посака господинот Филипче да постигне ефект на самопрогласен лидер на опозицијата, кој што во моментов е само председател на политичка партија во опозиција, а самата опозиција има голем број на председатели, па исто така не исклучувам во иднина и останатите да побараат вакви форми на дискусија, диалог, што е здраво за развојот на демократијата во државата, но од друга страна не треба да се даде било каква форма на можност на истите луѓе кои што не доведоа во ваква состојба да бидат решението на проблемите во иднина. Денеска повика на нова лидерска средба, ќе ве прашам директно, дали сте вие за или против одржување на лидерска средба? Видите, лидерските средби се една воспоставена форма во државата, каде што, за жал, многу самопрогласени лидери од минатото, бидејќи лидерите ги прогласуваат граѓаните, не ги прогласуваат членовите на политичките партии или пак самите себе си се прогласуваме, се форма која што е воспоставена и се практикува во одредени кризни моменти за државата. Сме имале многу такви видувања, но епилог од истите сериозен нема. Повеќе тоа би го дефинирал како дебата помеѓу политичките репрезенти, кои што во својство на председатели на партии би се состанувале и би разненувале своје мислење, што е здраво за демократијата, но во секој случај, секогаш одговорноста за сите постапки ја превзема власта на себе, што во овој случај исто така не го исклучувам, и ние како партиципиент во владата ќе работиме и ќе функционираме на таков начин со превземање на целосна одговорност пред граѓаните за сите сегашни и идни решенија во државата. Господин Димитриевски, како дел од владината коалиција, морам да ве прашам за тоа што не добивме многу јасни конкретни ставови од премиерот по оваа средба. Разговаравте ли вие со него по средбата со Филипче? Знаете ли какви се плановите за војднина? Јас одржувам редовни средби со премиерот на Македонија, господинот Мицковски, и секако дека редовно се брифираме заедно и за сето она што се случува во владата и за сите актуелни политички теми во државата. За жал поминавме еден тежок период и се уште поминуваме тежок период после сите оние случувања во Кочани, и во оваа прилика сакам да искажам моето сочувство до сите наши сограѓани, особено до членовите на семејствата на сите луѓе кои што ги изгубија своите животи во таа несреќа, но како и да е, животот мора да продолжи понатаму, а ние да се потрудиме да обезбедиме и изградиме систем кој што нема да дозволи повеќе да ни се случуваат вакви негативни работи. Да, имаме редовна комуникација со премиерот, веќе разговаравме на поголем број на теми, помеѓу кои е и оваа актуелнава тема за овие идеи за одржување на редовни средби, што исто така како председател на нова политичка партија Движење Знам за наша Македонија не исклучувам присуство на самите средби, но пак ќе потенцирам дека одговорноста е во владата, која што со своите понатамошни активности само треба да им потврди на граѓаните дека ќе живеат во посигурна држава во која што ќе се изгради систем и на вредности и функционален систем и ќе се подобри животниот стандард на граѓаните, а дополнително
дополнително и ќе се решат најголем дел од оние проблеми кои што ги има многу, кои што беа креирани особено од претходната власт. Сега, господин Димитриевски, за одговор на влада и стабилен систем, потребно да имаме и стабилна влада. Мицковски тврди дека владата е стабилна, особено по оние критики помеѓу Милошовски, министерот за правда Филков, кој што доаѓа од вашата партија. Каков е вашиот став? Има ли некаков проблем во комуникацијата помеѓу владините партнери? Дали навистина се работеше за лош ден во таа комуникација помеѓу Милошовски и Филков? Премиерот тоа го дефинира како лош ден, а јас тоа би го дефинирал како лоши и некоректни изјави, но како и да е, тоа се лични ставови и видувања, тоа не се официјални ставови на партиите. Ние во рамките на коалицирањето и коалицијата со нашиот партнер ВМРО-ДПМНЕ во овој момент немаме никакви отворени прашања кои што би ги нарушиле функционалноста на владата и функционирање на парламентарното мнозинство, а што се однесува до таквите изјави, можеби ќе ги слушнеме и во иднина, и тоа се издвоени лични ставови и видувања, но мислам дека е политички некоректно да се коментира надвор вон партиски органи и тела за одредени работи кои што сепак претходно беа анализирани од страна на самиот мандатар и од страна на репрезентите во извршната власт. Но како и да е, ние немаме намера да криеме ништо од јавноста. Нашите членови во партијата, вклучувајќи го и министерот Филков, имаат право на свој став, издвоен став, издвоено мислење, и секако дека и во иднина не исклучувам да има вакви испади или ставови на луѓе во партијата или поддржувачи, членови кои што ќе дадат своји лични видувања и карактеристики за поединци од другата страна, па дури вклучувајќи ги тука и нашите коалициони партнери. За тоа е нели демократијата. Апсолутно, меѓутоа во јавноста се добива друг впечаток, гледајќи ја оваа комуникација меѓу Милошовски и Филков, гледајќи ги недоразбирањата кои што се дел од функционирањето на партнерите во коалицијата, вреди и се слушаат разни коментари во јавноста од насока на тоа дека се подготвува некаква реконструкција на владиниот кабинет до тоа дека ова е само дел од политичкиот пиар пред локални избори. Што велите вие? Што се случува? Па видете, не е прв пат господинот Милошевски да излезе со личен став и видување. Во минатото тој имал такви ставови и видувања во однос на мене, каде што упатувал критики, но јас тоа сум го игнорирал, не земајќи му го здраво за готово, но како и да е, нормално е дека секогаш пред избори се разгорува реториката со која што е користат самите политички репрезенти, сакајќи да соберат ситни, ефтини политички поени за себе. Впрочем, сведоци бевме на една таква реторика и вчера во парламентот, каде што од страна на поедини пратеници од опозицијата или конкретно левица се користеше општо неприфатлив вокабулар во едно демократско и современо модерно општество, на како и да е, тоа кажува за нив, не кажува за нас. Она што е многу побитно е дека владата, апсолутно и владините партнери се стабилни. Ние од аспект на знам своите одредени забелешки, секогаш кога ги имаме, ги предочуваме на мандатарот и на работната група со која што нели официјално како политички субјект разговараме, преговараме и ги усогласуваме политиките, но и дополнително ја следиме реализацијата на владината програма и основните принципи и начела врз кои што почива договорот за поддршка на владината програма. Морам да ве прашам за крај, одлучи ли знам што ќе прави за локалните избори, ќе оди со своји кандидати за градоначалници, со посебни советнички листи и најважното што ќе правите во Куманово за фотелјата во која што седите во моментов? Па видете, не е најважно Куманово, најважна е Македонија, но како и да е, ние нашиот став
го изнесовме во јавноста уште пред повеќе од еден месец. Најавивме дека на предстојните локални избори знам ќе излезе со сопствени кандидатски листи за советници, а во меѓувреме исто така разговараме со нашиот партнер во власта, ВМРО-ДПМНЕ, за взаемна подршка на кандидатите во сите општини каде што ќе ги истакнеме како кандидати на ВМРО-ДПМНЕ или кандидати на ЗНАМ, но уште во првиот круг ќе ги поддржиме едногласно. Нашите тимови за разговор во моментот разговараат и секако дека првиот момент кога ќе имаме одредени информации од епилогот на разговорите ќе ја запознаеме јавноста со тоа. Што се однесува до Куманово, кумановчани најдобро знаат кое е најдоброто решение за Куманово. Јас апсолутно сум неоптеретен со ова прашање, бидејќи во делот на номинацијата на кандидатот на ЗНАМ за Куманово ќе одлучат партиските органи и тела на Куманово. Тоа на Максим Димитриевски нема да биде на гласачкото ливче. Значи, тоа времето ќе го покаже, јас во овој момент тоа не можам да го кажам, бидејќи сепак ќе се работат сеопфатни анализи, сондажи на теренот, но сакам да потенцирам дека, видите, да се направи една кампања за локални избори, истата не се креира само 6 месеци пред избори, туку треба континуирана работа, значи резултати и тоа граѓаните и да го живеат, и да го почувствуваат, и да го доживеат. Господин Димитриевски, ви благодарам многу за одвоеното време и за гостувањето во тема на денот. Ви благодарам и на вас, имајте убава вечер и пријатен викенд на сите наши гледачи.